Резолуцијата на ВМРО-ДПМН со која се бара да бидат поставени македонските црвени линии во преговорите со Бугарија ја доби поддршката од СДСМ. Изненадувачки потцврстиот став на власта дека таков документ не е потребен, оти јазикот и идентитетот се загарантирани, СДСМ експресно го смени ставот. Ќе ја поддржат резолуцијата таква како што ќе стигне пред пратениците. Доколку Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН не се сигурни во тоа, ако им треба потврда и во рамки на парламентот, ние како конструктивно парламентарно мнозинство, без никаков проблем може да направиме и таков чекор и ќе ја прифатиме резолуцијата таква каква што е, каква што всушност и видовме од медиумите. По изненадувачкиот одговор од СДСМ, лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, кој побара национално обединување, ја поздрави ваквата одлука. Во статус на Facebook пишува дека резолуцијата ги содржи националните црвени линии од кои ниту една влада не смее да отстапи. Резолуцијата ги содржи националните црвени линии од кои ниту една влада не смее да отстапи. ВМРО-ДПМН продолжува да ги обединува сите општествени и политички фактори и да биде носечкиот столб за заштита на националното ткиво и стратешките цели на Македонија. Покажуваме дека обединети сме посилни. Се заблагодарувам на Ману, УКИМ и МПЦ-ОА за својот придонес со создавање на текстот на оваа резолуција. Се заблагодарувам на сите политички партии, и од опозицијата и од владеачкото мнозинство кои беа спремни да ја поддржат резолуцијата или беа спремни на разговор со нас за истата. Текстот на резолуцијата кој предвидува цврсти ставови за заштита на македонските национални прашања веќе влезе во собраниска процедура. Претеничката група на ВМРО-ДПМН вели дека во услови кога е нападнат јазикот и идентитетот, ваквите документи за национално обединување се единствениот излез од проблемите. Секоја една резолуција во усвоена од собранието, зад која што стои широк консензус, може да биде корисна за целата држава. И затоа кога е на некој начин грубо нападнат државниот идентитет или идентитетот на еден народ и јазичната посебност, ваквите резолуции можат да бидат од помош. Резолуцијата на ВМРО-ДПМН после изгледа ќе го скара владиниот двоец СДСМ Дуј. Ако СДСМ најавува поддршка за ВМРО-ДПМН, од Дуј не сакаат ниту да чујат за национален консензус. Министрот и портпарол на партијата Бујар Османи вели дека таков документ ќе донесе штета на државата. Претеничката група на ВМРО-ДПМН се сретна и со помалите парламентарни партии на Дом, ЛДП и Демократски сојуз, кои најавуваат дека ќе застанат на иста страна и даваат поддршка за резолуцијата која ќе донесе заштита на националните интереси. За нас генерално оваа драфт верзија е прифатлива. Се разбира, може да има корекции во самиот текст и во однос на други некои детали, но и во однос на она што значи употреба на уставното име на државата, но најважно е дека навистина текстот е коректен. ВМРО-ДПМН ќе побара со оваа резолуција собранието да ја обврзе владата и сите институции во надворешната политика да постапуваат според овие позиции.